нашата утреска тема во контекст на ситуацијата која што од пред 2 дена не шокираше и се уште не шокира сите за убиството кое што дете го направи во училиште, уби 8 своји соученици и дел од обезбедувањето чувар нели во училиштето, рани наставничка, рани и други своји соученици и некако додека се опоравуваме од тој шок пристигнуваат и најразлични слични се разбира ситуации каде што и ученичка со нож прободела соученичка и наставничка и каде што да речеме и се шегуваат на оваа тема на социјалните мрежи, посебно на TikTok, ученици со оваа ситуација. Во секој случај, многу теми на кои што треба да се разговара и ќе разговараме во продолжение, но она на што сакаме да се осврнеме, се разбира во овој прв дел од утринската тема денеска петочна, е колку се безбедни нашите училишта, колку се безбедни учениците во училиштата и колку во денешно време е потребно, неопходно да има дополнително обезбедување во училиштата. И за таа цел разговараме со Давор Петровски, кој што ни доаѓа од Perpetuum Mobile Security. Добро утро и добре ни дојде во утринската. Добро е најдов. Пред се сакам да изразам сочувство до фамилиите на несретно настраданите лица. Се случи нешто грозоморно што мислам дека никогаш не се очекува во училиштето, кај што родителот го носи детето и мисли дека е нешто најбезбедно, се случува, почна да се случуваат такви немили настани. Она што не шокираше сите е дека тоа почна многу блиску, како викаме, до нас. Нели? Во Америка сведоци сме на такви грозоморни убиства и ситуации, но некако сите сме во шок дека тоа се случи во Србија, во училиште, не на некој настан надвор од образованието или од нели, објектот каде што децата треба да биде второ најсигурно место после домот, така ли? Така што веројатно сите не можеме да се опоравиме од овој шок, но во секој случај па тоа нека не биде повод за да позборуваме малку повеќе еве конкретно со вас на тоа како да ја подобриме безбедноста, затоа што очигледно ни е потребна во образовните институции, односно во училиштата. Па да тргнеме од тоа, какво е вашето искуство со обезбедување во училиштата? Денеска зборуваме само конкретно за училиштата. Така, покрај нашето долгогодишно работно искуство од 29 години, значи имаме доста училишта кои сме ги работели и ги работиме. Значи ние може да кажеме дека нема доволно буџет и средства за да се одреди и да се направи професионално обезбедување. Се ова што ние го работиме е во некоја си смислена работа од делот што не е доволно безбедно за да можеме ние да ги пуштиме нашите деца во училиштата. Но таа причина е нормално буџетот. Мора да се поправи буџетот во општините за да се дојде до она најпрофесионално обезбедување. Ние најчесто во училиштата работиме секогаш само со по еден обезбедувач, а еден обезбедувач натолкава толпа на деца и да пази да влегуваат, значи луѓе кои не се дел од училиштето, значи тоа со тие финансии не можеме да го исполниме. Малтене човекот е контролор. Човекот е контролор, да може да контролира целата ситуација и да обезбедува објект со оглед на тоа дека ако е еден човек на еден објект. Така, еден човек ништо не може да направи, бидејќи он на почетокот гледа најбитно што е да не влезе некој што не е дел од училиштето. Потоа кога ќе почнат наставните часови, значи он има задача, доколку училиштето има повеќе влезови, да ги провери сите влезови, да види дали се затворени, па потоа да се врати тука на главниот влез на училиштето со комуникација со дежурните ученици, да види кој смее да влезе, кој не смее. Секогаш кога влага и родител, значи треба тука да причека, има дежурен ученик кој ќе отиде до училницата и ќе го повика да не дозволи многу движење и многу влегување на некои лица што не се дел од училиштата. Да. Треба ли вака од искуство дополнително безбедносни мерки во самите училишта? Од типот на апарат за детекција на метал, сведоци сме деца кои што доаѓаат со нож, со пиштол во училиште.
Јас можам да кажам дека тоа е најголем дел што треба да го има едно училиште, но меѓутоа далеку сме од тие моменти кои ќе стигнеме. Мислам дека во иднина ќе дојде тој момент, затоа што покрај тие оружја што ги носат, значи ножот е секојдневие кај еден ученик, што најлесно Да, и сведоци сме на информации кои Да. што ги читаме на социјалните мрежи, на порталите. Има ситуации каде што во училиште И имаше вчера баш исто прочитавме по порталите една ситуација покрај тоа, значи некој ученик со нож дошол и почнал да ги повредува Да, учениците и наставниците. Така да тоа им е на нив најлесно да може да го донесе во училиштето еден нож. За пиштолот малце поголема ставка во кој тука и се одговорни родителите на децата. Едно малолетно дете не може да дојде до оружје доколку не му помогне, да речеме, родителот во еден момент, во наводници. Родителот го нема оружјето дома. Така е. Рековте на самиот старт дека буџетот е секогаш причина, па треба ли да се размислува за буџет кога се зборува за безбедност на ученици? Така, значи секогаш треба да се размислува. Или тоа треба да биде прва ставка? Тоа треба да биде треба да се обезбедат прва ставка, бидејќи без буџет никој не може да обслужи некого. Јасно, но да се одвои средства за прва ставка за сигурност во секогаш треба. Ние во Македонија, во нашата земја, секогаш чекаме нешто да се случи, па во тој момент превзимаме некои ситуации. Во овој момент, значи, да не чекаме покрај ова што се случи, да го заборавиме што побрзо, значи да не дозволиме да дојдат такви ситуации повторно, бидејќи децата како деца се што ќе видат можеби да го преименуваат. Рече да се случи. Од кога ова за жал се случи пред 2 дена? Каква е ситуацијата кај вас во фирма? Има ли зголемен број на повици, посебно од училишта, за чисто информативно првенствено да прашаат околу обезбедување и ваши услуги? Од училиштата немаме нешто конкретно повици, но меѓутоа имаме од родители кои се загрижени за своите деца, бидејќи они ги носат во училиштето и сакаат таму да биде све безбедно и да се вратат како што ги испратиле. Така да во моментот, значи, по-загрижени се родителите, него ли училиштата, но кои училиштата не можат да си го земат тоа во своја рака, значи тука мора институциите да превземат некакви мерки, така е. Да. Кои се вашите ингеренции кога ќе ве ангажираат во едно училиште? До каде смеете, што треба да направите, што не можете? Па вака, ние најпрво секогаш кога некој клиент ќе побара од нас некаква услуга, изготвуваме специјални елаборати и планови по кои сите агенции постапуваат според тие правила и кодекси на функционирање. Нашите вработени се најмодерно опремени и обучени се да се справат во ситуацијата за кои се поставени на местото за да извршат работата како што треба. Сега ние како обезбедување можеме, значи, да спречиме секаков вид на немил настан. Најбитно е ние да не дозволуваме да влегуваат лица кои не се дел од училиштата, но меѓутоа секогаш може да се случи со лицата кои се дел од училиштата да почне да се случува некој немил настан. Ние во тој момент сме доволно обучени за да можеме тој настан да го спречиме, но меѓутоа повторно ќе напоменам, ние со еден човек, како што можеме да забележиме по училиштата во Македонија, значи еден човек не може да обслужи толкава толпа на луѓе и да ги пази сите моменти во околниот двор од училиштето. Така да мора да се направи нешто што ќе превземе минимум барем 3 или 4 извршители да бидат на една смена за да може. Што се однесува до ингеренциите и она што можете да делувате вие, тоа се однесува на објектот, во објектот. Дали имате ингеренции за дворот во училиштето, во кој дел? Вака, значи ингеренциите се тие. Во тој дел ние како клиенти, ние како давател на услугата, на нив им даваме сите работи ние да ги поминуваме и дворот и училиштето, но не може да се постигне сето тоа ние да го извршуваме како они што мислат дека со еден човек све може да се направи. Ние, доколку децата се во училниците и имаат настава, нашиот вработен прави обиколки околу училишниот двор. Но меѓутоа кога ќе заврши часот, он мора да биде внатре за да може да прати ситуација дали некој од децата ќе меѓу себе нешто ќе почне некако
има некаква ситуација. Еден заклучок, ако можеме така да кажеме, безбедно ли е во нашите училишта? Па искрено може да кажеме моментално дека не е безбедно во нашите училишта. Најголем проблем е, повторно ќе напоменам, буџетот, доколку се одвои поголем буџет за таков дел, за таква дејност, значи ќе има поголема безбедност, сите агенции ќе дадат уште поголема посветеност и сите што доаѓаат обучени, значи вработени ќе може да се извршуваат работата како што треба кога ќе дојде помош, например да бидат двајца или тројца на едно училиште. Со еден човек не можеме да се осврнеме и не можеме да се подпреме на никого. Ти благодарам што одвои време за утринската. Беше тоа Давор Петковски од Perpetuum Mobile Security. Зборувавме за безбедноста во училиштата. Фала на поканата. Се гледаме следна предикада и да се надеваме дека ситуацијата нели ќе се подобри и се она што кажавме дека е како проблем ќе биде надминат.